Денеска православната црква ги празнува почетокот на црковната нова година и преподобниот Симеон Столпник. Почеток на црковната нова година. Првиот Вселенски собор определил црковната година да почнува на 1 септември. Месецот септември кај евреите бил почеток на новата граѓанска година. Месецот на збирањето плодови и принесувањето жртви на благодарност на Бога. Во времето на ова празнување, Господ Исус влегол во синагогата во Назарет, ја отворил книгата на пророкот Исаија и ги прочитал зборовите. Духот на Господа Бога е врз мене, зашто Господ ме помаза за да им благовестувам на бедните. Ме испрати да лекувам сокрушени по срце, да им проповедам на заробените и на затворениците, отварање на темницата, да ја проповедам благопријатната Господова година и денот за одмазда на нашиот Бог, да ги утешам сите оние што тагуваат. Месецот септември уште е познат во историјата на христијанството и по тоа што во него царот Константин Велики забележал победа над максенци, непријателот на верата Христова, а на таа победа следувала слободата на христијанската вероисповед во целата Римска империја. Долго време и граѓанската година во христијанскиот свет е сметана како и црковната, од 1 септември, па таа се пренела на 1 јануари прво во Западна Европа, а потоа и во Русија во времето на Петар Велики. Преподобниот Симеон Столпник. Родум Сирец, од родители селани. Во 18-тата година побегнал од родителите и се замонашил. Себе си се предавал на најтешки подвизи, постејки понекогаш и до 40 дена. Потоа се предал на посебен подвиг, дотогаш непознат, имено деноноќно да стои на столб во непрестајна молитва. Неговиот столб прво бил висок 6 лакти, после му подигнале еден од 12, па од 22, па од 36 и најпосле од 40 лакти висина. Неговата мајка Марта 2 пати доаѓала да го види, но тој не сакал да ја прими, туку од столбот и рекол: "Не вознемирувај ме сега, мајко моја, ако се удостоиме ќе се видиме на оној свет." Светиот Симеон претрпел безбројни беди од демоните, но тој сите ги победил со молитвата кон Бога. И светителот направил големи и многубројни чуда, исцелувајќи со збор и со молитва многу болни. Околу неговиот столб доаѓал народ од сите страни, богати и бедни, цареви и робови. И тој на сите им помагал. На некого повратувајќи му го телесното здравје, на некого пружајќи му утеха и поука, а на некого разобличувајќи го заради еретичкото верување. Така, царицата Евдокија ја одвратил од ереста на Евтихи и ја повратил во православието. Се подвизувал во времето на царот Теодосиј Помладиот, Маркијан и Лав Велики. Овој прв столпник во христијанството и голем свет чудотворец Симеон поживеал 103 години и се упокоил во Господа на 1 септември 459-та. Неговите мошти се пренесени во Антиохија, во црквата со неговото име.